Здруженијата на пензионери од Куманово, Крива Паланка, Кратово и скопските општини Центар, Аеродром и Чаир денеска во ресторан Грација беа дел од 19-тата регионална ревија на песни, музика и игри. На манифестацијата покрај градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски присуствуваа и председателката на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија Станка Трајкова и пензионери од 6 општини во 4-тиот регион. Настапите на Здруженијата со песни од богатата ризница на нашата држава беа тематски различни. Манифестацијата е во организација на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија, а се одржува во сите 8 региони на ниво на државата, вели председателот на Здруженијето на пензионери Куманово Благе Јакимовски. Изостануваат игри и ора, бидејќи така се по препораките на Министерството за здравство, односно на Комисијата за заразни болести на владата на Република Северна Македонија за одредени препораки, а исто така имаме и насоки од Здруженијето на пензионери од Македонија, од Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија, за одредени насоки како да се ова реализира со намален обим, значи со помала содржина и форма на настап поради COVID-19, меѓутоа мора да го одржуваме за да задржиме континуитет. Секоја година по едно од здруженијето е домаќин, на што ние сме сега. До година ќе биде некое друго здружение и ние не само на ова културен план што имаме, ние имаме и активности на спортски план. Здруженијето на пензионери е едно од најактивните здруженија во нашата општина, рече во своето пригодно обраќање градоначалникот Димитриевски. Тој им се заблагодари на сите учесници за енергијата и ентузијазмот со кој го негуваат и презентираат културното наследство. Она што мене лично ме восхитува и кај нашите членови на ова здружение, но и кај сите вас, е тој ентузијазам и желба да создавате, творите и покажете тоа што го имате како минато искуство да го пренесете на следните генерации. И ние сме сите горди на тоа. Во овие тешки моменти за нашата држава, за нашата Македонија, каде што многу пати не оспоруваат и како народ, и како нација, а и како држава, токму етногенезата е најбитниот момент, нешто што всушност не држи на собствените корени. И нас македонците, но и останатите заедници кои што живеат во нашата држава, а знаеме дека Македонија е еден богат колорит на такви заедници. Кумановското здружение е едно од најстарите членови на Сојузот на Здруженијата на пензионерите, чии што почетоци датираат од септември 1946 година како подружница на пензионери, според податоци од монографијата на Сојузот. Освен од Куманово, во него членуваат и пензионери од Старона Горичана и Липково, а вкупната бројка на членството изнесува 13.877 пензионери од 34 ограноци, рече пред присутните председателката на Сојузот на Здруженијата на пензионерите Станка Трајкова. Повеќе стотици пензионери се носители на златни, сребрени и бронзени медали, да не ме чудат стотици од 1946 година па наваму. И тоа на регионалните и републичните спортски надпревари. Приказната на постигањата ја дополнуваме и во областа на информативната и издавачката дејност. Повеќе од 16 години Здружението издава списание Пензионерски информатор на македонски и на албански јазик. За учеството на 19-тата регионална ревија на песни, музика и игри, пензионерите добија благодарници од домаќинот на манифестацијата.